Лето време е за одмори. Опуштено време за најмладите, но и по некоја грижа за родителите. Од кога и како со бебињата на плажа, но не ги забораваме и школските деца. Вистинскиот начин за избор за ужинка и нивно правилно рехидрирање. Тоа се дел од денешните теми во прв план. И како што ветивме, во прв план изнесуваме, ставаме актуелни теми. А што е поактуелно во летниот период сем плажите, одморите, морето, езерото, планините. Ама некако кога ќе подразмислиме дали е предизвик да се оди со нашите најмали на летен одмор, ќе се подзамислиме колку тоа подразбира и жртва во однос на самото пакување, а потоа сето тоа може би да не заврши онака како што сме очекувале со еден пријатен одмор. Дали има место на бебињата на плажата? Затоа беше оваа најава. Денеска ќе разговараме со специјалист педијатар, доктор Сања Цилевска-Младеновска, токму на оваа тема. Од која возраст бебето е пожелно да се дружи со нас на плажите? Па, дали е море, дали е езеро, дали треба да се носи на летен одмор или можеби треба да се направи жртва и во летниот период да бидеме на стабилна температура за негова корист. Што е корисно во однос на витаминот D, каква треба да биде прилагодена исхраната, но и внесот на течности во овој период е исто така дел од денешните теми. Најпрвен добар ден. Добар ден, ви благодарам на поканата и поздрав до гледачите. Зборуваме за една тема која може би е зборувана, ама секогаш е актуелна, затоа што мајки по прв пат имаме секоја година во секоја сезона. И сега дополнително ја издигнуваме оваа тема токму поради летните одмори, бидејќи ваквото увезрачање и овие температури кои ги имаме посебно ова лето не се шега за нежната бебешка коса. И кожа, па и коса, да. Доктор Сања, се наметнува прашањето од која возраст е пожелно бебињата да не дружат на летните одмори, независно ете плажа, море, езеро, планина, како тие го поднесуваат патот во автобус, автомобил, па и авион, бидејќи некои дестинациите се и такви за превоз. И дали постои некоја граница од која може да кажеме сега не треба, сега е побезбедно? Така да, секако овој период е период на одмори и самите родители, посебно мајките кои што во претходниот период биле бремени, па исто така се пазеле, можеби и не оделе никаде. Сега се појавува просторот нели за летен одмор и тие нели психолошкиот момент имаат потреба да ја сменат рутината, монотонијата. Бебето во првите месеци од животот бара една монотонија која што родителите тешко ја поднесуваат и има потреба да се отиде некаде, да се смени дневната рутина. И тоа и не е толку страшно, сепак за безбедно патување на едно бебенце се препорачува возраст околу 3 месеци. Значи пред тоа не се препорачува едно бебе да патува подолго време, баш заради тоа што се уште нема поставена контрола на главчето и вратот, затоа што се чести оние забрзувања со возилото. Исто така веројатно и знаат повеќето родители дека бебињата додека не проводат стабилно се возат спротивно од правецот на движење, значи свртени со грбче према правецот на движење. Така да во тој период не се препорачуваат подолги патувања. Веќе после 3-месечна возраст може бебенцето да патува неколку сати, меѓутоа со паузи, значи не се препорачува хранење доање во возило додека вози, значи се препорачува тоа да биде надвор на свеж воздух, да не се нели прегреаниот автомобил исто така може да има влијание. Така да со паузи може да истрпи подолг пат од 5-6 часа, веќе бебе над 3 месеци. Сепак идеално е, затоа што ние педијатрите често викаме дека бебето не е возрасен во мало, како што нели сакаме да некој да го гледаме тоа. Бебето си има свои специфики. Првата година од животот е време кога бебето се прилагодува од оној интраутерин живот на надворешните услови и органите доживуваат сите органски системи своја матурација. Значи кожата кај бебето е недоразвиена, бубрезите се недоразвиени, постојат моменти кои што и органи кои што побрзо се развиваат и ја достигнуваат својата зрелост и органски системи кои што побавно ја достигнуваат својата зрелост и во тој период се препорачува внимателно, дозирано да се прави секоја промена во рутината на бебето. Веќе спомнавте еден дел од она што треба да биде наше следно прашање. Секако дека хидратацијата е многу битна, бебето губи дополнителна течност преку својата кожа, испарување и потење, иако тие се мали, сепак и тие се потат на вакви температури. Што правиме со внесот на течности? Дали има разлика од бебињата кои дојат и бебињата кои внесуваат аде млеко?
односно адаптирана формула. Прво да напоменеме дека бебињата се многу склони на дехидрација, многу посклони од поголемите деца и возрастните. Причините за тоа се неколкократни. Бебињата имаат поголем процент на телесна вода во однос на возрастните, значи имаат некаде 80% споредено со возрастен кој што има 60% од телесната маса отпаѓа на телесна вода. Исто така тие имаат голема површина во однос на телесната маса и самото тоа доведува до поголем губиток на течности преку онаа невидлива перспирација. Ако на тоа се додаде дека и за секој степен на температура на дворешна амбиентална над 30 степени, бебето губи дополнителни 30 мл вода, течност на килограм телесна тежина, јасно е дека ризикот кога бебето се изложува на високи надворешни амбиентални температури е голем и од дехидратација, меѓутоа бидејќи бебињата немаат изразен начин на терморегулација, значи се уште и системот за терморегулација е во матурација, тие можат лесно да ја покачат и телесната температура затоа што немаат развиен систем за терморегулација. Така да доколку амбиенталната температура е висока, бебето може да ја покачи и телесната температура и не се препорачува затоа бебињата подолго да се изложуваат на температура над 30 степени амбиентално. Ние често во амбиенталната средина во која пребивам овде во Скопје знае да биде и преку, дури во јужните краишта да не зборувам. Грешка и на родителите, обично кога ќе дојде бебе дома, обично просториите се презагреани, презатоплени. Значи ние често кажуваме оптимална температура за бебето е 22 до 24. Евентуално кога се бања може до кај 25 да се загрее просторијата. Ама тоа доаѓа од една топла средина, ние така велиме, каде што во мешето му било сигурно и стабилно и очекуваме така да биде и надвор. Да, има едно поинакво масно ткиво, кафеаво масно ткиво кој што си одржува терморегулација и секогаш, например, кога ќе ни дојдат на преглед бебињата ќе ги видиме преоблечени, веќе премногу облечени, а родителите се во еден слој, секогаш викаме бебињата треба да се облекуваат исто како што се облекуваат и родителите и тоа им го кажуваме, затоа што често се случува да се прегреат и на тој начин да ја покачат и телесната температура. Да, хидратацијата е секако дел од летните горештини, меѓутоа и заштитата на кожата, УВ зраците, зрачењето, нежната бебешка кожа која се уште не е доволно отпорна и кога сме веќе на таа тематика, каква треба да биде заштитата на децата кои се изложени подолго време на сонце, односно не децата, туку бебињата? Така да, бебињата до 6 месеци не се препорачува да користат хемиска УВ заштита, значи оние детски средства со фактор, што се содржат УВА и УВБ заштита и хемиска и физичка, не се препорачуваат во возраст под 6 месеци затоа што содржат хемиски супстанции кои што може да му наштетат на малото бебе. Под 6 месеци евентуално се препорачува, има посебни тип на заштитни средства со фактор кои што се на база на минерални соли и тие прават физичка бариера, не се ресорбираат, обично се на база на цинк оксид или титаниумов диоксид и тие може да се употребуваат, меѓутоа таа нежна тенка бебешка кожа не би требало да се изложува на јако сонце. Кога бебето на плажа или каде што имаме или езеро, каде што имаме зголемена море езеро, каде што имаме зголемена рефлексија на сончевите зраци од водата, нели самото тоа што е бебето во сенка не значи дека не стигаат сончеви зраци до неговата кожа, значи сепак се препорачува во мали бебиња да не се изложуваат после 11 часот на директно сонце и пред 5 часот попладне, а во случаите да сакаат нели да се разладат повремено во водата, а тоа да бидат со оние костими кои што се целосно го покриваат бебето со УВ заштита. Така е најправилен начин, посебно кај бебињата под 6 месеци, за да се избегнат штетните ефекти на кожата на бебињата, каде што можеби во моментот нема да има ништо визуелно на кожата на бебето, меѓутоа секое зрачење на кожата има кумулативен ефект кој што може во подоснежната возраст да представува ризик за појава на неопластични лезии на кожа. Веќе кога одредено семејство одлучило, можам да кажам се одлучило на една таква мини авантура, тоа се вика годишен одмор со мали деца или бебиња, што препорачуваме на тоа семејство да има во својата папна аптека, претпоставам дека се тоа лекови за покачена температура, диареите се исто така чести. Патувачките диареи се многу чести, дури тоа не мора да бидат некои патогени, вируси и бактерии, туку може да бидат бактерии, посебно различни серотипови на Ешерихија коли, кои што се типични за тоа поднавие кај што одиме, а не се типични за нашето. Па бебето и возрастните немаат соодветна заштита за баш тие серотипови на Ешерихија коли. Не станува збор за несоодветна хигиена, туку само смена на средината. Да, може да биде само смена на средината и тие се нарекуваат патувачки диареи.
Дури значи се препорачува и ако се оди некаде во некоја баш нетипична средина, неколку дена претходно веќе да се пие пробиотик, за колку толку да се засетат цревните рецептори и да има што помал внес на тие нови серотипови на Ешерихија коли, а секако во топлите месеци зголемен ризикот на контаминација на храната, многу лесно може да се контаминира со оние бактерии кои што прават контаминација на храната, тие многу брзо се размножуваат ради високите температури, така да исто така тука се препорачува секоја храна која што не е веднаш изедена одма да се фрли, да не се чува на собна температура и па и во фрижидер ако веќе е почната да се конзумира, исто така важи за бебешките кашички, значи тука многу да се внимава да се се што нема да се изеде одма да се фрли, се да биде вакуумирано, стерилизирано, посебно кај бебиња под 6 месеци, многу мора да се внимава доколку е на адаптирано млеко, мора да се внимава, значи шишињата, цуцлите, пошто нивниот имунолошки систем се уште не е развиен, ацидитетот на желудникот немаат голем ацидитет, имаат хипоацидитет и тие самите не се отпорни на оние сите бактерии кои што може да дојдат во храната и да ја загадат, ако што кај возрасен можеби нема да причинат никаков проблем. Јасно, да, ова е добар совет за сите родители за што помирно лето. А што ги советувате родителите кои ќе дојдат кај вас или веќе ви се јават и сака да го изложат своето бебе на плажа? Дали треба да биде голо, дали треба да носи пелена или специјални гакички за пливање? И само да разграничиме што подразбираме под терминот бебе, од до која возраст ги третираме бебињата? Па ние во педиатријата имаме неонатална возраст, тоа е до 1 месец старост, кога бебето е новородено. После тоа од вториот месец до годинката е доенче за нас, значи бебе кој што цица или неадаптирано, се едно тоа е доенче, тоа е периодот на адаптација на бебето кога постепено од бебе станува мал човек. И во тој период сме внимателни со се, со внесот на храна, со внесот на течности, затоа што тоа е сензитивен период. После 1 годинка до кај 3 годинки е мало детенце, од 3 до 6 години е предшколско дете и веќе потоа школско дете, адолесцент, така да претежно кога зборуваме, веќе децата над годинка имаат некоја своја отпорност. Кога зборуваме бебе, мислиме под годинка, а посебно па под 6 месеци, затоа што тие под 6 месеци се многу кревки, кај нив вообичаени исто така и респираторни вируси, како што е на пример респираторниот синцицилен вирус, од кој што многу се плашиме, кај едно бебе може да направи сериозна инфекција, дори да стигне до одделите за интензивно лекување. Така да затоа и во тој период се препорачува и бебето да нема многу контакти, да не се носи во игротеки, во така кај што има премногу луѓе, премногу деца, премногу гужва. Па и деца од градинка возраст која се од прилика, затоа што претпоставам дека и тие се некој расадник на бактерии. Така да во тие први 3 до 6 месеци сме многу внимателни, а после тоа веќе полека треба да го прилагодуваме бебето на сите агенции и алергени и бактерии кои што нормално се функционираат во средината, да се прилагодува постепено на сите тие нокси. Ние имаме многу теми и подпрашања на се ова што е актуелни летниот период, со оглед на тоа дека треба да го испочитуваме времето кое ни е одстапено. Само за крај на овој разговор, суплементацијата во летниот период. Ние живееме во Македонија на позиционирана на еден јужен регион, така да кажам. Сите сметаме дека сме блиску до Медитеранот, меѓутоа некои последни статистики се малку поразителни во однос на витаминот Д. Ние сме нација која, иако има премногу сончеви денови, во текот на годината имаме недостаток од витамин Д. Што е со суплементацијата кај најмалите кога во прашање овој витамин и како тие летно време треба да го добијат истиот преку сончење, во кои периоди и дали и тогаш треба да имаме дополнителен влест, орален претпоставувам? Така да, се препорачува орална суплементација, посебно кај доени бебиња со витамин Д од 400 интернационални единици на ден. И тоа се препорачува и во летните и во зимските месеци кај бебиња до 1, а според новите препораки кај бебиња до 3 годишна возраст. Од причина што нашата исхрана многу се разликува од исхраната на развиените земји, кај нас многу покасно во исхраната на бебето се воведува рибата и морските плодови. И понатаму веќе и во текот на животот кога е мало детенцето немаме често консумација на морски плодови. Така да се препорачува во секој случај до 3 годишна возраст бебето и детето да се суплементира со Д витамини во летни и во зимски месеци, а после 3 годишна
возраст, ние велиме од ноември до март, мада тука се зависи нели како ќе биде сончево, под услов ако детето редовно си игра на сонце, сепак не во најтоплиот период, значи ресорпцијата на витамин D е подеднаква и во утринското сонце и во попладневното сонце, секако не се препорачува изложување на бебето и на детето мало кога е UV-зрачењето високо во оној најтопол период од денот. Да, ма тоа значи дека тогаш не ни треба заштитна крема, него треба да биде кожичката. Не, може да си користи заштитна крема, да, затоа што не се одбива цело UV-зрачење, доволно е тоа зрачење кое што се ресорбира, доволно е за трансформација на витаминот D во неговата активна форма. Имаат ли предност дечињата што имаат потемна кожа во однос на апсорбцијата? Не, напротив, тие дечиња се поизложени на дефицит на витамин D, затоа што кај нив поголем број од сончевите зраци се одбиваат и кај нив доста честа и појавата на рахити, доколку правилно не се суплементира дозата на витамин D. Витаминот D во последниве години многу се дебатира за витаминот D и веќе не е само оној како витамин, туку веќе гледаме дека има улога како имуномодулатор. Значи се дава кај алергии, дури како автоимуни заболувања има веќе студии, па дури кај заштита и кај повозрастните од карциноми. Така да, у секој случај штета не може да има од суплементација со витамин D, да не е повеќе од 1000 интернационални единици кај деца, односно повеќе од 2000 кај возрастни, и може да има само позитивни ефекти и секако препорака да се суплементира витаминот D. Значи кај дечињата со суплементацијата да внимаваме и на внесот на храна и треба ли мала најверојатно корекција во однос на оние кашички за бебиња, да малку рибата се вметне порано, бидејќи нам морето и толку не ни е далеку за свежа риба, нели? Да, ние сме сончева земја, меѓутоа дефинитивно ни фали риба во исхраната и се препорачува, иако кај нас официјално календарот е 10 месеци да се почне со риба. Ама се зовели дека може и порано, така да? Да, во европските држави тоа е веќе на 5-6 месечна возраст, кога веќе може да се почне веднаш со риба. Така да и ние кога идеме вака на некои предавања, симпозиуми, се чудиме затоа што они препорачуваат на пример на Хрватска во на 6 месеци да се почне со риба и со морски плодови. Меѓутоа сето тоа знаеме дека рибата и морските плодови има ризикот дека може да бидат контаминирани со тешки метали, уловош џиба, така да пак тоа треба да биде некој органски избор на морска храна, кој што кај нас тука тешко е достапен. И веројатно од таа причина ја ставаме рибата малку покасно, за да тие токсини колку толку немаат толку влијание кога во моментот кога мозочето најмногу се развива. Така да тогаш ќе внимаваме на суплементацијата и така ќе компензираме. Точно, да, и бебето не е нормално да има редовни прошетки. Оние 40 дена не значи дека бебето треба да седи дома и да не мрдне од дома, туку напротив треба да се шета кога не е толку јако сонцето, на редовни прошетки. Тие се однесуваат да не доаѓаат луѓе, да не го гледаат луѓе, гости и слично, меѓутоа не и на прошетките, значи бебето треба да се шета надвор 2 пати дневно идеално. Тоа има позитивни бенефити и на мајката и на бебето и секако доколку размислуваат за одмор кај мали бебиња, пак тоа да биде некој избор на планина, подобро, каде што не се качува температурата премногу над 30 степени, за да бидат покомотни и да се намали ризикот од несакани реакции. Ова е одлична препорака за финиш на разговорот, а родителите ќе го направат конечниот избор. Така е, да. Ви благодарам уште еднаш за денешното одвоено време. Со вас имаме секако многу теми, па до следната прилика. Поздрав вас, благодарам и на вас, поздрав до сите гледачи. Ние секако остануваме и натаму на оваа фреквенција, бидејќи во прв план продолжува со уште многу интересни содржини. Ги начнавме бебињата, почнавме со нив, меѓутоа продолжуваме со децата кои се на распуст, нивната исхрана и секако многу интересни теми во остатокот. Имаме еден рецепт за овие летни денови и секако малку да се разладиме со вежбање, така да во прв план се она што е вистинска летна содржина. Останете натаму со нас. Секако на овие летни горештини се запрашуваме што е најдобро за нашиот организам да се освежи, рехидрира и секако да му дадеме нов елан да го издржи текот на работниот ден. Чашата вода се чини како наједноставно решение. Меѓутоа, децата кои се на распуст се во некој релаксирачки ритам и неретко посегнуваат по освежителните пијалоци. Колку тие
им се достапни, како влијат врз нивниот раст и развој и колку се вистински и треба да бидат прв избор за нив. Денеска ќе разговараме со мојата следна гостинка, магистер Татјана Павлова, нутриционист. Добар ден. Не само дека водата се поретко ја зимаат, можем да кажем дека и воопшто не ја зимаат. Индустријата, излегувањето на пазарот на најразлични нови производи, чија цел на производителот е профит, зад скриени под оние имиња no sugar, no lactose, без додадени засладувачи, адитиви и ароми, сето тоа е само една маркетиншка замка под која што децата многу често паѓаат. И независно од тоа од што е составен тој пијалок, само за да се биде ин и во тренд, родителите им го дозволуваат тоа на децата. Имавме такви пијалоци кои беа и по некои сосема солени, што би се рекло, цени во маркетите, а беа тренд бидејќи некој познат представник на социјалните мрежи ги рекламира, всушност со премногу нус ефекти по здравјето. Дефинитивно. Значи, децата, за жал, нас не се премногу оптеретени со социјални мрежи, телевизии, постојано се пред компјутери, се им е достапно. Меѓутоа, од друга страна, па тука прстот на вистина би го вперила кон родителот, иако начинот на живење на родителите им наметнува едноставно да наоѓаат многу полесен начин како детето да го помине денот. И многу често слушам изговор дека важно е да не е гладен. А жедно? Жедно, значи за тоа веќе под знак прашање. Што значи трендовските пијалоци, што ќе ги кажам, навистина се преполни со шеќери, кои што се под зацкриени имиња, кои што после тоа се преполни со бои, ароми и така натаму. Значи во пијалокот да ако делува не атрактивно, така свежо. Атрактивно, точно. Значи како што на почетокот почнав, сето тоа е само профит и цел да се продаде повеќе и што полесно да се наметнеме на пазарот доколку сме компанија која што произведува одредени такви производи, но никогаш не размислуваме кои се последиците. Па после тоа се чудиме зошто дебелината кај децата е толку развиена, зошто хиперактивноста е толку развиена, зошто децата немаат сон, особено додека се на летен распуст, ќе знаат и по цела вечер да бидат активни и така натаму. Значи дека влијание колку сме внеле непотребна содржина на јагле и хидрати влијае врз сонот на децата? Дефинитивно, значи јаглените хидрати физиолошки секое тело си има време кога треба да ги консумира. Па би кажала дека веќе попладневните и вечерните часови не се добра опција за избор на јаглени хидрати. Сега би сакала тука да ги објаснам, јаглените хидрати не се па нешто што треба да го тргнеме од исхраната. Само да, тоа ќе го објасниме сега во наредните минути. Јас како мало дете се поставам сега во ситуацијава бидејќи тешко кој може од возрастните колку ние да внимаваме на линијата да оддолее и на тие нешта кои ете не заблажуваат, нели лето е опуштени сме па сите сакаме да се освежиме и да се заблажиме. Ама имаме сосема доволен избор на свежи овошја кои може да ни го дадат истото, на пример една лубеница е одличен избор 2 во 1. Ама кога се во прашање децата, ние како возрастни можеби некогаш ќе се сепнеме што да земеме. Ама детето најверојатно дека прв избор за заблажување повторно ќе биде нешто што е од индустријско потекло. Ајде тука па ќе ги се вратиме повторно на внесот на јаглехидрати околу заблажувањето. Околу заблажувањето. Тука би кажала дека првенствено се навиките во исхраната. Доколку детето има навистина балансирани оброци, не верувам дека ќе има потреба од така наречени брзи шеќери. Значи, јаглените хидрати ги делиме во неколку етапи, значи имаме прости, сложени јаглени хидрати, диетални влакна, исто влегуваат во групата на јаглени хидрати. Но она што му е потребно на секој човек, особено и во детската возраст, кога велиме дека сме во интензивен раст и развој, кога промените значи од година во година се повидливи, тука особено треба да обрнеме внимание каков тип на шеќери давам. Додека конкретно енергетските пијалоци кои што ги спомнавме се преполни со брзи шеќери и од тука се тие нуспојави. Што подразбираме под добро избалансиран оброк, кога веќе го споменавте? Ете за едно дете во раст и развој. Што значи тоа? Што да содржи сега? Не можеби во грамажа, меѓутоа ете некоја насока за родителите, што да остава додека се на работа дома, детето да може да посегне за да го помине денот со здрави навики. Кога станува збор за балансиран оброк или балансиран начин на исхрана, прво велиме дека треба да имаме 3 главни редовни оброци и 2 ужинки.
Значи, што треба да Ама треба во да тој распоред значи дека треба да имаме редовен сон за детето да го фати тој циклус. доколку ние правилно го храниме телото и нашите хормони правилно ќе се хранат. А во вечерните часови, ако знаеме дека нас ни е потребно лачење на мелатонин, а тоа можеме да го поттикнеме со одреден начин на исхрана и со храна која што го поттикнува тој хормон, детето не би имало проблем со сон. Значи, проблемот во ситуацијава е се нередовната физичка активност, нехидратацијата и внесот на вишок прости шеќери кои што се акумулирани, едноставно тоа е како гориво. Ако на возилото му додаваме ние гориво, а тоа не се вози, не се троши, каде ќе оди? Ќе се складира? Мораме да го сватиме едноставно така процесот дека се што е вишок, телото, ако не го троши, ако не го исфрла, некаде го складира. Од кога се создаваат навиките за здрава исхрана кај децата? Некој ќе каже од најмала возраст. Вие не можете на некое 6-месечно бебе кое сега се уште ги осознава нештата околу себе, ги пробува вкусовите. Меѓутоа ете некоја возраст кога детето се смета дека е свесно да знае да одбере здрава исхрана и што е добро за неговиот организам. Па и ја би се служила дека од најрана возраст. Добро. Значи, како што се грижиме за едно бебе кога ќе премине на орален начин на исхрана покрај мајчиното млеко, така треба за децата да се грижиме и во текот како растат. Па и во првите почетоци во градинка и така натаму. Секогаш треба да се грижиме дали детето консумирало храна, како вид храна во градинка и врз основа на тоа ние да ги избалансираме оброците до крајот на денот. Јас, кога станува збор за детство и адолесценција, секогаш прстот го вперувам во родителите. Дефинитивно, сликата, начинијата на детето е копија на онаа слика која што ја има родителот. Што родителот јаде, дефинитивно и детето тоа го прифаќа. И заради тоа велиме, навиките стекнати во детство и адолесценција се продолжуваат во текот на животот и така понатаму. Значи, како се храниме од најмали нозе, така и во текот на животот. Летен период, актуелни се овие теми за освежување, актуелни се и плажите. И сега на плажа знаеме дека ретко кое дете, а и ние од возрастните, нели, нема да одоле на некој од кровните кои се нудат на одмаралиштата, па при некоја вечерна прошетка, палачинка, повторно сладолед, ако можеби се тоа било дозволено во текот на денот. Како да се направи баланс или воопшто да се одоле на тоа? Еден совет за некоја ужинка која може да се понесе, да биде добро избалансирана, а некако да ги истрпи оние температури летни на плажа. Па тука би кажала сезонското овошје. Значи, секогаш да имаме со нас сезонско овошје, бидејќи за среќа, овошјето не само што содржи бои, витамини, минерали, сите оние бенефити за кои што велиме дека треба да се консумира, да не забораваме дека овошјето содржи и вода. И не случајно велиме во летниот период и овошјето и зеленчукот да ја јадеме водата. Значи да се даде предност буквално на овошјата и зеленчуците кои што содржат вода. Убаво ја спомнавте лубеницата, ќе ја спомнам бињата. Цитрусните овошја точно во текот на целата година се добре дојдени. Да не ги заборавиме бобинките, значи малините, јагодите, капините изобилуваат со вода. Од друга страна содржат и диетални влакна кои што ние балансираат ситоста. Ние не сме навикнати, значи се почесто гледам дека на плажите не само сладка храна, значи тука да не забораваме и солената храна. Се повеќе чипсови, се повеќе смоки, грисини и така натаму. Што е штетноста кај нив? Не само што содржат тие јаглени хидрати, тие содржат и многу голема количина на сол. А храна која што содржи повеќе од 5 грама сол, 5 грама велиме дека е препорачаната дневна за деца, општо за секоја општо и за возрастни. Да. Може би на гледачите да им доловиме отприлика во оние чајни или супени лажички, колку е тоа? 5 грама велиме една кафена лажичка. Една кафена лажичка е дневниот потребен внес за сол, да. Значи сето тоа распоредено по оброци. Додека една сега голема вака кога вие зборувате, јас веднаш си размислам колку јас ги пресолувам оброците дома и салатите, да, така од прилика доаѓа. Така, плюс додатен внес некој на такви солени грицки, тоа веќе многу надминуваме над лимитот. Солта нас ни го дехидрира телото, а на овие горештени што ни треба хидратација. Од друга страна имаме и задржува и водата, нели? Задржува и водата, точно. Делува на пулсот, значи особено па и популација, независно што разговараме за деца сега, популација со кардиоваскуларни заболувања, тоа како треба да внимава на количината на сол.
И во овој случај би кажала, значи сите тие солени гресини да се заменат со јаткасти производи. Да. Така Значи, е. идеална комбинација е неколку јаткасти плодови со едно сезонско овошје. На дечињата навистина добро дојдеме ќе им биде. Од една страна ќе внесат сложени јаглени хидрати, кои што побрзо ќе ги заситат, а доколку побрзо нас некоја храна не заситува, подолго време трае во телото и автоматски енергијата нас не се продолжува. Нема да имаме скокови и падови на енергија. Да речеме да се осетиме полетни, па наеднаш да ни падне енергијата. Тоа значи дека сме консумирале храна со висок гликемиски индекс или храна сиромашна со нутриенти. Храната е она нешто што треба нас да ни дава постепена енергија во текот на денот. Истото се случува и со децата, не е ништо поразлично. И колку ние им даваме повеќе храна со попрости шекери, толку децата и ќе имаат се повеќе потреба од таква храна. Добро, интересно се надевам дека гледачите, да, јас внимателно ве слушав и тие исто така. Века го спомнавме оној дел колку сол треба да се внесува. Сега би сакала на сличен начин да го објасниме и шекерот, бидејќи зборуваме за оваа категорија кога сега е на распуст, еве децата од прилика од 7 до 13 години, која е препорачаната доза за внес на шекер во организмот? Нешто што во науката за храна постои се вели норматив за храна. И ова е навистина клучно и интересно прашање, доколку сите би почнувале од тука колку треба да внесам, ние би имале идеална нација. Нема ништо идеално, но да бидеме бар во рамките на пристојното и границите. Значи, децата со оглед на тоа што се во расти, развој, ги делиме и на категории. Значи, од 1 до 3 години едни се нутритивните потреби, од 2 до 4 други, од 4 до 6, па и така натаму, значи ги категоризираме по 2 годишна возраст. Добро. Па тука би кажала дека не само што треба дневниот внес на јаглени хидрати да го ограничиме, буквално постојат нормативи кои што ги препорачуваме и по оброк и по ужина колку треба да се внесат. Бидејќи реков дека се во расти развој. Внесот на шекери во текот на денот зависи од полот, од возраста, од развиеноста на детето, од неговиот генетски материјал. После тоа зависи од проценетиот нутритивен состав, доколку некое дете е покрупно за возраста, а имаме и некое понеразвиено дете. За возраста велиме дека границите треба да варираат од до. Па јас би кажала дека ако почнеме од 4 годишна возраст, некаде би се движело од 175 грама до кај 210 грама. И сега сето тоа да биде во текот на денот распределено по оброци. Како расте детето? Од 7 до 9 годишна возраст може да консумира од 220 до 270 грама. Јаглени хидрати зборуваме. И над 10 па и 12 годишна возраст сето тоа расте од прилика кај нив е околу 280 до 300 грама дневно, велиме, пак распределено по оброци, но тука не се само прости шекери, тука се сложени јаглехидрати. Може да им појасниме што се сложените јаглехидрати? Сложените јаглени хидрати е, секој нутриционист секогаш препорачува целозрнести житарки, значи да се консумираат интегрални намирници, да се консумира целозрнен хлеб, пастата и тестенините исто така да не бидат од сложени јаглехидрати или целозрнести житарки. Или интегрални, или интегрални, да. Токму поради нискиот гликемиски индекс, богатиот состав на диетални влакна кој што ќе не држи подолго сити и ќе ни даде повеќе енергија. Значи во тој случај шекерот многу побавно се ослободува и ние прво сме сити од 3 до 4 часа. Тоа го гарантирам. Ако консумираме соодветна порција, значи дека треба да консумираме 100 грама варени макарони и малце сиренце да протрча, не. Тогаш пак сме внеле многу повеќе јаглени хидрати. Јаглените хидрати секогаш ги мериме со една рака. Тогаш знаеме дека е тоа доволно. Ако за еден возрастен човек 50 на грама варени макарони се доволно, значи кај детето тоа треба да се намали. Меѓутоа, ајде да ги научиме децата да вметнуваат зеленчуци. На тој начин, навистина побрзо време ќе бидат сити. Да им ги наметнеме ферментираните млечни производи, како што е јогурт, кефир, кисело млеко, затоа што се повеќе гледам дека децата од многу мала возраст се учат на кашкавал, чи повисокомасни кашкавали, сирење и така натаму. Тоа навистина, како што кажам, не само масти, него и доста висока количина на сол содржи.
сол, така и го прави дисбалансот на јагле-хидрати. Ќе мораме тука да привршуваме во интерес на времето, но внимателно ве слушав и додека вие зборувате за внесот на јагле-хидрати, мене ми текнува, односно се присетувам на едно видео што го видов во меѓувреме на социјалните мрежи, каде што имаше ставен популарен газиран пијалак, така наречени ладни чаеви и уште еден трет напиток во форма на се рекламира како сок и во тој така наречен газиран пијалак содржината на шеќер беше пластично објасната со во 56 грама, ладниот чај 38. И сега вие кога зборувате дека дневниот внес на дете од 12 години околу 200 грама, значи дека повеќе од 1/4 преку пола литар од тој газиран напиток на потребниот дневен тој внесува. А кога ќе ги разгледаме рецептите што ги имаме домашни за домашни колачи и торти, па тоа е малтене половина тоа што вие би го направиле или би го внеле како шеќер. Тука се чини тие замки ладно, сладко, свежо и всушност дисбалансот кој се прави во организмот. Дефинитивно како што кажав, ако спомнавте во грамажа колку? 56 пишуваше, да, во пола литар газиран напиток, така, популарен. Значи тоа се 5,5 големи лажици шеќер. Дали еден човек може на еден оброк да изеде толку? А во еден мал, убаво спакуван, да. добро изрекламиран пијалок, ние без проблем ќе го внесеме. И ете го енергетскиот вишок. И нема да го потрошиме во текот на денот, може би, Точно. да. И од тука е хиперактивноста, здебеленоста кај децата, појавата се повеќе на диабет во детската возраст, кариесот и така. Сува кожа, акни, се доаѓа од внатрешната состојба на организмот. Начинавте многу теми. Ова е само прилика уште еднаш да ни гостувате овде. Се надевам некаде при почетокот на школските денови, кога ќе ги потсетиме родителите па што значат здравите ужинки, кога децата се на училиште, ама има уште многу теми на кои може јас и вие да се расприкажеме. Ви благодарам за денешното гостување и ви посакувам убав летен освежителен период. Ви благодарам и беше особена чест. Ние продолжуваме понатаму со останатите содржини во прв план. Се надевам ќе го задржиме понатаму вашето внимание до крајот на емисијата.